Добар ден, драги гледачи. Повторно вие со нас Црвена линија со Тини и со мене Тео. Денешната тема Тина ќе ви открие за секунда, а таа тема, како што ќе може да видите, е многу дискутабилна и актуелна. А Тина, која е таа? Секако актуелно е да зборуваме за празникот кој што ни престои, најголемиот христијански празник Великден, а Великден е препознатлив по вапцање и куцкање со јајца. Она што е најважно дека јајцето сега има сосема поинаква цена од никогаш. Генерално цените на јајцата, па дури и на останатите производи знаат да рипнат кога станува збор за некој празник, но овој пат јајцата и пред Великден бележат високи цени. Варираат дури на почеток на април месец до 92 денари. Сега јајцето се движи околу 72-75 денари и така натаму. За тоа ќе зборуваме со вас. За 10 јајца секако, а едно јајце може да чини и до 10 денари, 20 денари ако е домашно и така натаму. Вие ќе ни ја откриете состојбата со цените со јајцата, како ќе се сноѓате за Великден, што очекувате и дали можеби наместо табла јајца ќе купуваме по 3, 4, 5 јајца и нема да ги делиме со пријателите и роднините. Така, а нашето анкетно прашање денеска на социјалната мрежа на Инстаграм, Црвена линија и Телма телевизија, ни гласи многу едноставно, а и доста дискутабилно. Дали трговците бескрупулозно ќе рубаат за празници? Да, не. Тие се двете опции, што очекуваме вие да ни кликнете на овие две опции, да ни откриете вашето размислување, секако и на телефонскиот број 02 307 6677, а за овие крајни резултати од нашата анкета, после рекламите ќе ги откриеме. Сега веднаш ќе вклучиме гледач на 02-307-6677, па и веќе проговориме и со првиот гледач, не само за цените на јајцата, туку и цената на зејтинот, марулата и особено јагнешкото месо, кое најверојатно веќе има цена од 450 денари за килограм. Па за сите производи. Па за сите производи, горе-долу. Да. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Мило ми е, Лидија Јовановска на телефон. Конечно јас да добијам линија во Црвена линија. Драго ни е. Драго ни е што не И тоа добивте. сте први во ова денешно издание. Цените скокат нагоре. И сакала само да искоментирам до каде ќе одат цените. Многу е тешка ситуацијата и годинава сите ќе направиме некоја, да речем, поголема штедња за време на празниците, така да јас лично не намеравам воопшто да се луксузирам. Многу е непријатно и срамно кога пред празниците цените скокат. Јас забележувам во последно време, односно години уназад, како во другите држави се прават намалување на цените, например за Великден, за Нова година, луѓето да купуваат, да се радуват, додека кај нас е многу потешко, да ви кажам право. Така да не би ги оправдала трговците за тоа што ги креават цените. Знаеме каква е ситуацијата, но сепак пак велам. Јас живеам во куќа и можам да си дозволам и да чувам и кокошки и да си произведувам и сама храна, така да ова година го планираме токму тоа. Се надевам дека трговците конечно ќе имат милост, но и државата малку треба да има милост и да размислува за обичниот народ, да ви кажам право. Јајцата ќе поскапат 100%, во тоа сум сигурна, но нема да биде онај истот Великден како и лани. Благодарам што се вклучивте. Во моментот табла јајца чини 260-270 денари. До Великден, не дај Боже, може би и 370. Добар ден. Ти ајде со твојот глас. Така, дали се слушаме? Добар ден. Пред да го приклучиме нашиот следен гледач, мислам дека може да видиме анкетата што нашиот вработен многу ценет и високо почитуван вработен јас ја направи. Оно до мене. Да. Што ја направивме заедно со цела екипа на Црвена линија, па нормално прашавме за нашата денешна главна тема, па да видиме заедно, предлагам тоа. Дали трговците намерно ги креваат цените на одредени производи за време на и пред празници? Да. Одувек било така. Не само сега, одувек. На кои производи вие највеќе сте виделе покачување?
Не би знала да кажам, ама нема кој не, па не се качила цена. Ја колку знам, на секој артикал по 2-3 динара сигурно. Мислам дека намерно тоа е направено. Ги покачија цените, па ка укинаа данокот. На кои производи вие сте виделе најголемо накачување? Па на зејтинот е највише примети. Беше по 90 нешто, сега 130 и нешто, па и го нема. Не, За време и пред празници. ретко, мислам не. Според вас, на кои артикли, на кои производи сте виделе најголемо покачување? Па веројатно зејтино за јадење, маслото. Сигурно некои ги крева цените, ама 100% не верувам дека сите. Според вас, на кои артикли сте виделе најголемо покачување? Добро популарен е зејтино сега, брашно, отприлike тоа е, иначе за други сум приметил по динар, 2, по 3, се качени. Но тоа не значи сега ради ова ситуација, не само кај нас секаде се покачува и сега, тоа е што е, мора да издржиме. Мислам дека да. Пазарите секој се поскапи. На кои артикли? На сите, на сите. Pa obično je tako, sekoja godina pred praznici, Velikden ili Božić, golemi praznici, trgovci pokačuvat, a pa i oni mora da žive to nešto. I njima nije lako da rabotat, a stvarno kad gledaš ko nije rabotio zemlju, ja sam radila i znam da ima rabota. Jako nekim je se sreća. А сега е време и да го вклучиме нашиот прв денешен гостин во црвена линија, господинот Муме Младеновски од Земјоделскиот пазарен информативен систем. Вие сте веќе на пат за Штип, ако чинам ќе одите на дегустација на јагнешко, кое што е месо препознатливо за Великден, но со висока цена. Така, се благодарам најнапред што издвоивте време и вака по пат да се вклучите за нашите гледачи и да проговориме за вашата страница, каде што може да се увидат цените. Па вака, цената на јајцата за нив пред се ќе зборуваме, секоја година пред Великден се качува. Дали може да ни кажете како се движеле, например, цените на јајцата во последните неколку години? Јас ако ме слушате, ја поздравувам Телма телевизија. Иначе покрај следењето на пазарно-информативниот систем, работиме исто и одгледување на овци, јагниња, одгледување на кокошки, така да прилично можеме и објавуваме редовни информации, значи на ZPS.gov.mk може секој да ги следи, да има пристап до сите корисници на информации и може секој да потврди во последните 10 години како се движи цената на јајцата, на јагнешкото и на другите земјоделски производи. Нормално сега овој период, нели, пошто доаѓаат великденските празници, ние ги викаме шпицеви, нели, пазарни шпицеви, каде побарувачката енормно расне, нели, поради традицијата, и тука доаѓа до израз, нели, покачување на цените не само од производителите, туку и од трговците. Секој очекува на некој начин во тој период да некоја повеќе, нели, сума да запечали некоја пара. Оваа година е посебно специфична не само за Македонија, него и за поширокиот регион и за целиот свет. Знаеме што се десија. Едно настапи, нели, короната, каде што се ограничија движење на луѓе, комуникација помеѓу луѓето. Второ, нели, да не зборуваме ова украинско-руската криза, веќе е светска криза, каде што имаме намалена понуда на житарици, на ветачки ѓубрива, на храна за добитокот, а сето тоа нормално влие на покачување на цената, нели, на финалните производи. Во случајот финален производ од кокошките се јајцата, кои по традицијата, нели, секогаш се користат за Великден, доаѓаме во тој шпиц. Така да јас лично не очекувам некое енормно покачување на цената на јајцата, нормално зависат од класата, од квалитетот, од начинот на произведување. Ако имате производство фарми се поевтини, нели, ако имате производство во природа на фарма, нели, во отворени услови на живење, нормално се поскапи. Иначе, како и вие сами што кажавате и гледачите, се движат од 5 денари до 20 денари. Зависи од кај ги купувате,
и кој е квалитетот и класата на јајцето, така да не очекувам да помине некоја висока сума. Да, повелете. А веќе сега кога ги спомнавте јајцата, сега табла јајце е 260 денари. Дали за Великден може да очекуваме дека ќе бидат 360 денари? Види, не можеме ние да предвидуваме такви ситуации. Ако се домашно произведени, може да достигнат и 360 и 400. Од фармите не очекуваме. Обично се случува тие што ги имат залихи јајца, нели што складираат, да ги пуштат пред Великден и цената да се стабилизира. Така да не би можеле да предвидиме, али секој што има пари, добро е на време да си купи јајца. Значи да не чека последната недела, со тоа ќе заштеди некоја паричка. Иако одговоривте претходно што е одредува цената на јајцата, еве дали може би да бидеме па и пријатно изненадени да начекаме поевтини јајца за Великден, или сепак останува тоа дека најголема радост им е цената висока на оние кои што ги произведуваат, бидејќи тоа е шпиц сезона. Јас се отворено ќе кажам, сега приправам една дегустација на јагнешко месо во градски трговски центар преку Мија и вие ќе бидете поканети. Дегустираме 10 јагниња од цела Македонија, мислам од Правенка, Овчеполка. Значи, ние како ја одредуваме цената? Ги калкулираме сите трошоци на производство, вие добро го знаете, нели, како информативни медиуми. Цената на производството се додава некој мал процент за плати нормално и маржа од самиот производител. Знаете дека е најевтино ако купувате директно од фарма. Немате тука вклучување во ланецот на производство на понатамошни, нели, трговци, не знам, се што може да се вклучи. Те што повеќе се вклучени во ланецот на производство, цената се зголемува. Сега имаме ние некои механизми, нели, да тоа не би зборувал, како се интервенира на пазар, уште не се детално разработени, развиени, обично се интервенира со некои резерви или не знам што. Во моментот јајцето не е стратешки производ, за да може да се интервенира, слободен избор. Кој колку може да си купи, кој квалитет бара, зависи од тоа со која, нели, количина на пари располага, за да може да си, нели, обезбеди да пасни традицијата и да ја продолжи. Благодарам многу што одвоивте време. Секако и веќе се најавиме, екипата на Црвена линија може би ќе ви се приклучи по ова издание на дегустацијата на која што присуствувате. Благодарам уште еднаш, значи тоа беше господинот Муме Младеновски од Земјоделски пазарен информативен систем. Може да кликнете на страната и редовно да ги проверувате од датум до датум цените на производите кои што ве интересираат. А со вас зборуваме за цените кои што скокаат како федери, се фокусираме на јајцата, зејтино, да не заборавиме великденските јајца, те се подмачкуваат со зејтин, дали може би со бебе масло ќе ги подмачкуваме, не знам, ќе наоѓаме поинакви решенија, најверојатно бидејќи и зејтинот има висока цена. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Еве, за Великден имате ли стратегија околу бројот на јајцата кои што ќе ги набавите? Што да ви кажам? Месото. Баш кога бев сега во маркет, 10 јајца 104 денари. А денес е веќе 104 денари. Значи 104 денари, еве ви кажам. Ја не знам, ништо ќе пофарбаме, нема да фарбаме табла, две како што сме фарбали повеќе, ќе фарбаш 10-15 јајца и не знам што да кажам. Меѓутоа, ова е катастрофа, ова е, не знам што да... Значи, секоја година, еве сега, не знам, било покачено, па војната Украина, па вона. Па ние бесме лани, беше и преклани, беше корона. Па во короната исто, ништо не работеше, она, па не беше волку скапо. Ја не знам, сега сите се вадат на цените со ова што се случува во Украина. Значи сега таква мана и не дојдено што викаат народно нашла ми се мана работата, еве таму има и сега чекам таму. Па каде се нели маржите беа, па каде се инспекцијските служби, па каде е Министерство за економија. Ова е стварно катастрофа. Кога влегов и кога видов 51 денар шеќер, ја да ви кажам, не знам што да ви кажам. Самата се фрапирав, не можев да верувам. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ве очекуваме понатаму да се јавувате и секако да ни откриете
Каква е вашата визија за Великден? Колку јајца ќе има на трпезата? Може би само за бројот на членовите плюс едно, да не дај Боже пукне некое приварење. Добар ден. Добар ден. Да. Вие сте во црвена линија. Да, добар ден. Добар ден. Што беше Великден тоа, бе, мајката? Великден, што беше? Тоа беше најголем христијански празник. Ало, памтите ли ко помали како се спремале татко, мајка, баба, ора, цел месец, 2 месеца се спремало за Великден. Сега други ден е Великден, уш една недела не се спомиња. А цените се супер. Сега за кого зависи, за кога? Ете, ние почнахме со спомнувањето. Или има мала пензија, или мала плата. Тоа е работата. Иначе цените се супер. Праче го тој што има 1000 евра, дали му е скупо? Багатела ја да ти е. Багатела. Така, значи не се високи цените, мали се платите. Нека се качи, ќе се качи, ама што се вика има пари, ќе го купи. 700 денеска дека касапи са телешко, јунешко месо, качиле таму 700 динара картина. Машала, викам, што беше ова? А иначе Маруче, добро, падна Марулите, крстичињата, тие паѓа, што се вика. Иначе тоа е. 40 динари е Марула, младиот компир. 45 динари, просечна цена во Република Македонија. А, готово. Па да, сега зема у 11 на погрешно место пазарува. И тоа утра козелче има убаво. Таа се јаде сега. Тоа е работата, не, мали плати не може да купи човек. Тоа е, колко има секој, вика у Германија... Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Дискусијата продолжуваме токму со вас. Така че, само пред да го приклучиме сениот гледач, баш коментарот на нашиот претходен гледач, зелена салата. Така мислам дека така. Да, зелена салата е просечна цена на Република Македонија 45 денари. Туку одма со детали, со факти, ние сме. Значи може да се најде некаде и за 15. Добро, има потрошувачи, гледачи кои што ќе кажеме знаат трикови каде е најдобро и најевтино да се купи. Да, само да напоменам, сите овие информации самите може да си ги видите на страната zpis.gov.mk и за сите информации, сите продукти, производи. А преминуваме на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој е добра во Поздрав до сите мои православни македонци, а Ирлија нека ни се цените. Ова е секоја година, не е ништо ново. Значи, ајде годинава ќе се вадиме на војна, на кризи, лани се вадевме на корона, оламна ни годиње уназад. Само едно се прашувам, и не знам, а и сите го знаеме тоа, зошто кога се рамазанските пости и празници, нашите сограѓани од муслиманска вероисповест ги спуштаат цените и под надбавна цена, што е испод цена за да има сите. А ние тогаш деримуе кожинката на народот. Се прашувам зошто, тогаш ќе се богата? Нека се богата тогаш. Само ние народот треба излези и не купува ништо. Не купува ништо. Да го бележиме празникот со едно јајце, буквално со едно како што треба. Срамота е. Докаде мисля да ода со ова? Јас гледам, имаме на Facebook страница 10 денари јајце, па било домашно. И што е ако е домашно? Да нема дијаманти, кокошката да не ги рана со дијаманти. Така е. Мислам, стварно, се згрозувам од овие цени. Се рекло дека е поскапување, дека инфлација треба да има и удри. Удри по народот, по кого? По својот народ. Јас имам пријатели од муслиманска вероисповест, верувајте ми дека 90 секунди е времето, секогаш внимавајте на тајмерот. Благодарам вам што се вклучивте во ова денешно издание. Сега е време и за коментарите кои што пристигаат на Facebook Црвена линија. Така е, ве очекуваме и на социјалните мрежи Црвена линија, Facebook, Instagram и Twitter, не само на телефонски број 02 307 6677. Да ги прочитаме двата коментари на тема на денот. Првиот коментар е од Слободанка, кој гласи: Кога ќе има дегустација требаше да ме прашате да одиме. Бар може ќе ни да помирисаме како мириса јагнешкото. Голема сиромаштија дојде во Македонија. Некој може и ќе пече јагне, а некој нема ни јајца да купи. Поздрав до двајцата. А сега идеме со нашиот следен коментар од Кристијан, кој е одговор на нашето прашање до кога пред празници цените ќе скокнат како федери. Ќе биде така секогаш, пошто нема служби да го спречат тоа.
Продолжете да коментирате, ќе ги читаме коментарите. Во продолжение вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Голем поздрав. Јас сакам да кажам, нашите трговци се лакови. Додека албаците, кога ќе имаат празник, ќе ги спуштат цените. А кај да ги дигаат цените? Например, јајцето ќе ова, чукото го дигнат. И не знам ја, не знам какви трговци има. Да не може да си купат. Веќе јагнешкото е станува луксус да јадат јагне. Не, тоа станува луксус, а и јајцето ќе стане луксус кој нема пари си купи. Ако ќе папчуване по 20 јајца, ќе ги свалиме на 10. И да нема да дава на секој што ќе дојде. Тоа ќе е така. Не може да биде другаче. Треба да дадат дека овие владава. Што е? Не чини веќе владово. Вие не мислите за народ. Мислите секој за уџепо. Не, тие беајците. Сега да кажам дека троси на половината. Веќе нема излез. Нема излез, нема пара. Нема ништо. Тоа е тоа. Пријатно потребно. Бидете поздравени, останете со црвена линија, а сега одиме со Твитер заедницата, кога е во прашање цената на јајцата, шегубени коментари и секако многу коментари. Така да видиме две објави од Твитер. Првиот гласи: овој Великден ќе се вапцат 5 до 6 јајца за дет. Едно за в црква и нема викање гости, давање јајца на гостите. Сиромаштија. Вториот ние од Тоде. Порано има фарма, еколошки селски јајца, бели како цуд и без прибрани додатоци. 7 денари ги продавав. И ме смета за државен непријател. Сега тие истите се 15 денари парче. Она што е најважно, имаме гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, Македонија. Добар ден, Македонија. Сетиме Македонија, никогаш северна, само сетиме Македонија. Што да кажам, се е последица на децени назад, значи кога нашиот народ се оддалечувал од верата Христова. Нас како библиски народ сакаве да надалечат и национално да не уништат, и христијански да не уништат. А кога зборуваме за јајцата, што ќе кажете ви за цената на зејтинот, марулата, јагнешкото месо? Луѓе кои не знаат за Бога, а се трговци, размислуваат материјалистички. Ако имаат чувство за Бога, за вера, за милосрдие, за човеколюбие, тогаш не би размислувале материјалистички на профит. Сега, друга работа. Дел од тие трговци или главни водници за некои работи се и муслимани, кога се нивни празници се спуштаат цени, а кога се наши празници, па набиваат цени. И тоа стои како причина. Но сепак кога имаме лоша власт на власт која уништува се 30 години на фабриче нема отворено, тогаш како сакате да имаме стандард и да има мотивација младите луѓе да работат поле, да создаваат наше македонско домашно производство, не со ГМО увезени семиња, туку наше македонство, туку се е понижувачки или па неисплатливо. Се увезува граб, се увезува ориз, се увезува млеко, се увезува пченица, се увезуваме. И после како да има стимулација еден човек млад да работи, да има конкуренција и поевтина цена. Значи се зависи. Ако имаш свесна македонска власт, ќе прави добри дела. Ако имаш предавничка, уништувачка власт, ќе сотри се македонско и ќе не обезничи како христијани и како македонци. Благодарам и вам за вклучувањето. Одиме на следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Одлично. Одлично ве слушаме. Ке купите ли табло јајца за Великден, еве да прашаме? Ке се осмелите? Така. Слушајте сега. Ги слушам Скопјани и сите северниот дел. Ние сме од Гевгелија, јужниот дел. Голем поздрав за Гевгелија. Така. Јас ќе ги прашам Скопјани прво, колку е цената на пшеницата и на јачменот? За кокошките јајцата да ги снесаат. Прво, а друго, колку е на вреќа пеперки, марула, домати, зелка, сите тие да ги прашам, нека ги прашат големите институции колку му се цените на вреќата 25 кила ѓубриво. Толку од мене, фала лепо, пријатно.
Благодарам и поздрав до Сончева Гевгилија од Црвена линија. Така, Одиме со следен гледач. Добар ден. На 023076677. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Па гледам ова ваша тема, па да се јавиме да кажеме ние нешто. Ајде да ве слушнеме. Секако, повелете. Гледаме зборите до кога ќе растат цените. Цените ќе растат се док не води ова влада. Ако појдете сега во салоните, во продавниците, ќе погледнете на едно место зејтинот, моментално е од 100 динара па до 150 динара. И не лаже дека ќе бидат по набавна цена. Тоа ли е набавна цена? Какво е ово министерство и ова влада до кога ќе не лажат и ќе не Цените на плjačкат овие храна бандити? билежат висок скок и во останатите европски Ова е земји. срамота. Тие немат ниту осеќај, ниту срам. Ало? Ве слушаме, ве слушаме. Овие луѓе, што поскоро да заменат, ако може тогаш да поживееме ние да останеме уште некој година на овој црн живот. Кај замина цените со брашното, со шекерот, кило шекер е 60 денари. Не мислат за народот. Сон е продадена душа, нема да изделува да покача платите на просвета и на градинките, овие што работат во градинките. Пензионерите се пред колас, пред смрт више со 10.000 пензија. Не може да се више ниту издржи, ниту овој народ не треба више да молчи, туку треба да излезе во Скопје на плошта да затресат кој што трече 63-та година. Благодарам и вам што се вклучивте. Ве подсетување, внимавајте на тајмерот 90 секунди, затоа и го објавуваме. А Твитер заедницата за цените на јајцата вели вака. Така идеме со две нови објави. Дечки, ако го што крадевме струја од европската мрежа, нема некоја европска мрежа за зејтин, јајца, леп и зеленчук да краде државата, па ќе им вратиме таму за година две. Тоа беше првата објава околу нашата тема, нормална комична. Одиме на следна. Носење поклон за слава. 2021 година вино бомбонјера. 2022 година шише зејтин и табла јајца. А сега, па може уште еден пост да прочитаме, ништо страшно. Ова е добра идеја за подарок. 300 денари табла јајца, 200 денари 850 милилитри зејтин. Јашете околу, брат. Така, неверојатни високи цени, но и гледач на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Ве поздравувам. Благодарам. Голем поздрав и до вас. Сакам да кажам дека поскапувањето на цените оди паралелно со поскапувањето на Дали сте на линија се уште? Дали се слушаме? Еве трета среќа, уште еднаш ќе дадеме шанса, ја вклучивме гледачката. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ премникот, златно правило. Ништо слаба конекција. Одиме со коментари. Така, имаме нов коментар на Facebook, тема на денот. Слободно и вие коментирате, ги прочитаме. Одиме одма со коментарот. Удари сте. Табла јајца 300 денари. Не знам за вас, ама ние за Великден ќе си бапсаме прасе. Поздрав. Ете, добра идеја, давате идеја. Добро, еве прасето ќе го вапцаме црвено. Добро дојдено. Но прасето нема секако да го исполираме со зејтин. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, слушаме, Црвена да. линија. Ало? Црвена линија, добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, за да може јасно да се слушне. Ве слушаме, повелете. Доаѓаат великденските празници. Так. Во Кит го од Велес јавам. Голем поздрав до вас. До претедна недела беа 159 денара јајцата, 30 парчиња. Гигачија последна 237 денара М, не Л, М. Така и величината е важна на јајцето, точно. Во
На времето мајка ми кажуваше дека кога е за великденски празници на децата им купуваат нови облеки, алишта да се средат, да се однесат од црква, да се... И сите тие работи. А кога живеевме, вика, еднаш у неделата имаше само да се купи. Значи не можеш месо кога сакаш да купуеш, него сабота недела нешто ќе се приправи јадење. А сега? И нема колку сакам, што сакам. Ама 90 секунди истеко. Еве, нареден пат кога ќе се вклучите, внимавајте на тајмерот, за да не ве прекинуваме. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Кацним од... Да, сакам да коментирам за јајцата за зејтинот. Треба да се блокираат тие сметки, да се трне данокот. Зашто платите се тискија се е поскапано. Да слушаме, да? Продолжете, ве молам. Тоа е толку и сакам да го поздравам Роберт. Голем поздрав до Роберт. Голем поздрав. Добро, некои од гледачите се кратки и јасни, одиме со постави. Така, идеме коментар на Facebook што го има од Илија. Тема јајца. Сите денес за јајца ќе се расправат. Па. Само така треба. Нека бидат 20 денари јајце, 5 јајца 100. Па кај има 5 јајца за евро и пол во светот? Нигде, само кај нас. Продолжуваме на гледачите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Еве како ќе се подготвувате за Великден? Ало, да. Ве слушаме, да. Вклучени сте во емисија, да. Добар ден. Се јавам од Крива Паланка. Поздрав до Крива Паланка. 30 години работам у Рудник. Дали може да купам табла јајца со 18.000 на минималец? Ве слушаме, продолжете. Каква е таа работа у државата, бе? До каде ми се дират со овие плати, бе? Што мислите вие, државата, новинарите, нешто дали нешто да се преземе? Так. Затоа ние ги поставуваме овие теми, се разбира она што ги засега граѓаните најмногу, а во моментот секако тоа се високите цени на прехранбените производи, поготово на основните прехранбени производи. Така, се враќаме на Твитер, објавите околу нашата тема. Идеме со следната објава. На каса плаќаш табла јајца. Касиерката, сама јајца ли имате господина? Не, имаме душа. Идеме со следниот пост, односно објава, во Финска. 10 јајца се евро 59, 97 денари. Во Македонија 10 јајца се евро 77, 109 денари. Европски цени, македонски плати. Да не кажат само дека имаме најевтини јајца во регионот. Ете така, високи цени на јајцата, но оно што стравуваме е дека се ближи Великден, а сепак великденската трпеза по правило е богата. Не богата само со вапцани јајца, кои што по традиција ги раздаваме по комшиите, пријателите, роднините, секако традицијата да се куцкаш со јајца и фамозната мимоза салата, во која што вклучува и марула, која што е еден гледач рече дека чини ја нашол за 15 денари, но марулата знае да достигне во моментот цена и до 40 денари. За зејтинот, со кој што се подмачкуваат великденските јајца за финиш, не верувам дека толку лесно ќе го трошиме овој пат, бидејќи го нема на рафтовите, а достигнува цена и до 137 денари. Така, сега можеме да видиме еден едноставен трик, на YouTube може да го најдете, за како лесно се фарбаат јајца со кеса, мрежа од компире. Сега вака на кратко ќе идам ја и понапред ќе за може целото видео малце пободно така, го видите. Така, се економични трикови и препораки кои што ви ги даваме во црвена линија, бидејќи великденската трпеза
предпочита да има и вапцани јајца. Сега не знаем ако јајцата имаат висока цена, па еве слушнавме и 10 јајца 100 денари, табла јајца може да достигне до 300 денари, па бојата за вапцање сигурно може да биде поприлично скапа, па еве ви идеја. И сега е време за гледачите. Добар ден, да видиме овој гледач како ќе се снаоѓа за великденската трпеза, како ќе менаџират. Добар ден. Дали се слушам? На 02-307-6677. Ало, добар ден. Добар ден, како сте да прашам? Ево намалеме телевизор. Да, намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме. И дали може да почнеме? Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав за телевизията и велики празници се приближуват, а цените се покачуват се. А зашто го тоа прават? Зашто го прават? По толку задržување, зашто може би не ги качи плати? Ало? Да. Плати не качија, покачија цени. Додека ветува живот, оно го нема, само за ни живот. Во светска криза немаше покачување, опозицијата кој беше. Плати имаше, живот имаше, демократија имаше. Плати, работа имаше. Безбедно беше, договори немаше, значи има разлика. А ово немат слух, а знаат преко тендери да си крадат, да се богатат и да се наградуват. На народно моје беззаконие, тирание, владеење, нема ништо во разгргање. Мора да се поддржи синдикатот и мора протести да има. Црвена има. Црвена линијата, а они го гласа на седница да не се преговара и за јазик и за историја. А сега ве опуштаме со реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега е време за крајните резултати на нашето анкетно прашање. Да видиме. Дали трговците бескрупулозно ќе руваат за празници? 95% да, 5% не. Голема разлика. Апсолутно скоро до 100%, а сега ве препуштаме на програмата на Телма телевизија. Не заборавајте, гледате вечерва Топ тема во 19:15, а мените утре во 16:15. Довидување. Чао, чао.